Ја прашам, Текстот на предлогот на Адев, пора Пративме да чува. И добро вечер, поштовани гледачи, добродојдовте во уште едно издание на Среда Едишн Тешки моменти, заедно со мене, градоначалник Карпо Стечо Екимовски и Миќо Милош Минич. Денес имаме многу интересни теми за зборување. Верувам дека нема некој од вас кој што денес не ја слушна веста околу растурањето на коалицијата на ВМРО-ДПМН, тоест растурањето на коалицијата помеѓу ГРОМ и ВМРО-ДПМН. Од ВМРО до сега не слушнавме никаква реакција, освен никаква бенигна, некоја, како се вика така, пресконференција. Општа пресконференција, ние урбаната мафија, не знам што. Јакимовски кажа неколку конкретни работи зашто ја раскинува оваа коалиција, и пред да почнеме со многуте теми, јас мислам дека оваа тема би требало да биде главна. Јакимовски, поточно, што беше тригерот за една ваква реакција, што се случи за да донесете ваква одлука, што ја прелеа чашата, која беше капката што ја прелеа чашата за да се случи една ваква работа? Ова работа тлее подолго време. Значи, што беше пред локалните избори. Сепак, мислам дека таа работа имаше хепи енд, среќен крај, и сметав дека треба да почнеме нормално да функционираме и да работиме. Но, очигледно, Мицковски не можел да ја преболи и не можел да ја свари мојата победа во општина Карпош. Веројатно имал други планови или веројатно имал други математики, во кои што јас очигледно ги растурив. И од самиот почеток ние имаме натегања, недоразбирања за работи што се сосем нормални. Иако, еве, мандатов започнав со желба да не се карам со никого, према никого реванш, се што можеме да видиме со добар збор, да се договориме, да направиме, со посебен респект кон политичките програми према сите политички партии и независни кандидати што имаат ветено, да се согласиме сите заедно, се тоа во интерес на граѓаните. Меѓутоа, за жал, и кога зборуваме за апсолутно логични работи, апсолутно работи кои се во интерес на граѓаните, на крајот кога ќе завршиме што правиме понатака, остануваме без одговор. На луѓето во очите им се чита дека одговорот не е кај нив, туку одговорот лежи кај некој друг. Преминав и преку тоа сопругата негова да дели анкетни листови на плоштадот Делфина за планот во Влае, па на протестот да дели и флаери. Не може да поминам преку тоа договорено градски паркинг ГРОМ да даде директор. Не може да поминам и преку политичките промашувања што ги правиме. Значи, се на се собраа многу работи. Во изминатиот временски период промашувањата не ги направи ГРОМ, ги правеше ВМРО-ДПМН, ги правеше Мицковски. Да ве подсетам пред локалните избори, пред парламентарните избори. За време на полициски час си беше ли во кафана?
Одеше ли по теретани, па после не знам снимки, не знам. Значи се тоа беа работи кои што нас не удираа по цеваница и кои што ни ја намалуваа силата, а им дава енергија на онака истоштениот мотор на Социјалдемократскиот сојуз. Собиравме ли лани 130.000 потписи? Зашто ги собиравме? Против пописот. И што направивме со тоа, со тие 130.000 потписи? Дел од народот да не се попише, за да сега излеземе 56% во сопствената земја, а никогаш македонците не биле под 63,65%. Тоа се све огромни штети кои што ги трпи коалицијата. Да прашам ли во градот Скопје каков е односот на силите, распоредот на управните одбори, на јавните предпријатија и така натаму? Да поставиме ли прашање коалициониот партнер Алијанса колку управни одбори има? 36. Колку има ГРОМ, колку има другите помали политички партии? Или ич, или по еден, или по два. И па сега, каква е таа политика кога вие го критикувате Зоран Заев дека се им дал на ДУИ, а се поставува прашање што ти правиш, каков пример даваш со односот кон Алијанса во градот Скопје и со односот кон своите коалициони партнери. Тој нема капацитет да си ги менаџира проблемите во сопствената коалиција. Нема слух за потребите на сопствените коалициони партнери. Ние сите во изминатиот период рамо до рамо со ВМРО ДПМН се боревме. И до рамо со ВМРО ДПМН трпевме страшни реперкусии. Конкретно јас на коцка ставив најсветото, слободата и здравието. Ме апсеа, во притвор бев опериран од карцином на бешика. И затоа ние не бараме ордени, не бараме заслуги, само еден нормален разговор и еден нормален респект како луѓе кои што меѓусебно се почитуваат и кои се заедно во една коалициона битка. Но очигледно она што тој ни го покажува како тој ќе се однесува кој ќе биде власт, затоа што сега се ни стави до знаење додека уште не сме дојдени на власт. Сега кога ќе видите во општина Карпош, многу ми не ме прашуваат, добро, сега со кого ќе имаш коалиција? Не мора да имам со никого коалиција. Еве граѓаните нека видат како ќе биде Кристијан Мицкоски кој ќе биде власт. Ако Зоран Заев го апсел, ако му менувал име, ако му менувал устав и не знам што го викаа предавница, ако биле криминалци и не знам што и така натаму, што зијам видео од мене и од Гром во општина Карпош да ја обструира работата на општина Карпош. Значи, неговиот метод на функционирање е само обструкција и ништо друго. Да се обструира уставни судии да не се изберат, да се обструира амбасадори да не се праќаат во држава, да се обструира парламент, да се обструира општина Карпош. Чекај, до каде мисли да оди со својата обструктивна политика? Кога сме кај крупните одлуки, ќе направиме ли муабет за референдумот? Јас и Гром правевме ајвар. Јас и Гром бевме експлицитно против излегување на референдумот. Кој калкулираше до 1 до 2 часот попладне? Односно до 5 ли кога беше попладне? Имаше ли јасен став по прашањето на референдумот? Немаше. Само ние имавме јасен став по тоа прашање. И цело време како опозиција се труди да не држи во лер позиција со огромно чувство кај граѓаните дека едноставно не се сака да се дојде на власт. И едноставно дека се колаборира со актуелната владеечка гарнитура и се пригушува опозицијата. Јас не можам да препознавам лидерски капацитети да се води оваа коалиција, да се водат соодветни политики. Некогаш ќе се нагази тврсто, некогаш треба да се биде и кооперативен со власта, се во интерес на граѓаните, треба да се засване цврсто во однос на договорот со Бугарија. Ние овде гледаме
Само една деструкција која што се транспонира во се што е негово. Како му функционира градот Скопје? Како функционира односот со пратеничката, односно со градоначалничката на Скопје Данела? Слушаме ли секојдневно дека и таму има тразавици, и таму има проблеми? Колку директори на јавни предпријатија се промениле? Вака ќе ја водиме државата. Што гром направи Кикс во изминатиот временски период? Што гром и јас направивме штета на оваа коалиција? Сите работи ќе ги голтаме и повторно треба ние да бидеме привезокот кој што треба да ги трпи последиците и кој уште ќе биде устроиран. Што се случи со Делчевските плацови? Тоа се новите лица. Тоа се новите лица кои што треба да ја водат оваа држава. Фатени со рацете во медот. 1.600.000 евра од опозиција, што ли ќе биде кога ќе дојдеме на власт? И цело време ќе зборуваме за криминали, не знам, сите крадели и така натаму и така натаму. Ќе прозбориме ли малку за консултантските куќи што се формираат? Ќе прозбориме ли малку за фактурите што се обележуваат со плаво и со црвено? Тој што ќе даде со плаво, тој што ќе даде не дава со црвено. Ќе прозбориме ли за местанките на тендерите? Каков е тој начин да се разговара со коалиционен партнер и да се обидуваш да подметнуваш омрази, да подметнуваш навреди и така натаму и така натаму. Од, не знам, урбан атентатор до постојано спомнуваат урбана мафија, аман тебе урбана мафија. Како оваа држава, урбаната мафија се појави откако вие бевте на власт, чии министри бевте? Ако збориме за урбана мафија, ќе си го спомнете ли подпредседателот Владо Мисаиловски, партизанско име Кендо? Кој ги одобруваше плановите? Кој ми ги држеше плановите по 6 месеца? Кој ми ги пушташе плановите на денот кога се одржува седницата, даваме пауза, планот ќе стигне, не знаеки што унатре тие ни подготвили, ни убациле по еден кат, кај стигнале стаиле еден или два ката плюс, и кај што става 70% паркирање надвора, 30% внатре, без моје знаење. И цело ова време стапот го јадам и од граганите, и од дистраги, и од све живо. Се врз мојот грб се сруши, а тактиките нивни биле внатре што ги правеле. И сега ние зборуваме за урбана мафија. За урбана мафија во Карпош, за мои 8,5 години кај што се изградени 37 згради, а погледни си општините кај што ги водевте, вие, преку 200 и кусур згради се изградени. Тамо нема мафија, не била мафија, во Карпош била мафијата. Само кон камера да ќе да замолам. Градоначалник, што се случи у Тринава? Се работи за некаков туп за злокуќани? Тоа е само врв на ледениот брег. Вака само, Јакимовски, само еден момент. Гледам дека има доста од овие, како се вика така нареченото дувло, кое што е одговорно за менаџирање на социјалните мрежи и коментарите на социјалните мрежи од страна на двете политички партии во ситуација од она дувло на ВМРО-ДПМН. Многумина коментираат, не знам дали се вистински или се ботови, многумина коментираат дека денес не се изгласала маркицата за злокуќани и тоа била причината. Јас пред да почне пресот разговаравме тука непосредно односно после пресот кога се собиравме да си одиме, кога ги собиравме камерите, ми објаснивте дека се работи за дуб со кој што се би требало да се дислоцира бетонјара која што практично во изминатите 10 години 30 години народот плаче и пишни барби. но со анализите кои што ги правеа во време кога Коце Трајановски беше градоначалник, таа беше споменувана како една од главните причини за големото ниво на PM10 и PM2,5 честички. И сега вие предложивте таа да се тргне, а од она што го разбрав, ВМРО-ДПМН го блокираше тој дуб да не се трга. Значи се работи за бетонската база на патот за болница Бардовци во Злокуќани. Порано беше таа на
градежно предпријатие Илинден, сега некоја приватна фирма има. Секое одење во злокуќени и средба со граѓаните во злокуќени е барање да се тргне таа бетонjera, затоа што тамо се дроби камен. Камен на железо кој удри, знаете како ечи тоа. Која бучава ја создава. Кога ќе дувне ветер песокот по куќите, по алиштата, по луѓето и така натаму, тие луѓе бел ден не видоа од таа бетонска база. И значи молбата на граѓаните таа да се тргне. Во генералниот план тамо е ставено дека може да биде домување. Тој план јас го наследив од колегата Богоев, го гледавме, го презентиравме и работиме како никогаш досега. Значи ги презентиравме плановите пред советниците, дадовме одредени инструкции на планот, ги гледавме уште еднаш, направивме корекции, намаливме број на згради, зголемивме зеленило. Немаше, никој од нив не предлагаше ништо. Само научиле еден термин бетонизација. Значи предложив и детски игралишта, предложив и кошаркарско и спортско игралиште, значи и други содржини. Нели се греота луѓето злокуќени во тој дел кај што живеат, тоа оној дел кај агромеханика кој што пун беше доскоро со шут, дувло на наркомани и на што све не тамо и натаму бетонската база, значи тој дел да се рачисти, да се урбанизира и тој народ тамо да биде бел ден. Одговорно тврдам дека не постои урбанистички план во државата во кој што граѓаните имаат поголем интерес отколку што е овој во злокуќени. И утрово бараат да се тргне од дневен ред на прашањето тоа ли е доволно објаснување 3 збора да се тргне од дневен ред? Дали имате објаснување зошто треба се тргне? Тие немате објаснување. Едноставно тоа е намера, тоа е наредба од председателот. И така има едно момче кое што тамо гласало за да остане, јас не видов, колеги ми кажа, го пцуеле, му саканувале ќе му го скршат носот, како смее да крши наредба од председателот. Пазите, наредба од председателот. Во општина Карпош наредба нема да спроведеме ни на Путин, а камоли на Христијан Мицкоски. Општина Карпош на демократски начин си го кажала своето мислење и дала, обезбедила кој ќе го води и таа си има свое водство и ние ќе се наоѓаме решение за своите проблеми, но во исто време никому, ама баш никому нема да му дозволиме да си тера своји хирови врз грбот на граѓаните на општина Карпош и навистина тоа е работата што ја прелее чашата. Но во исто време не можеме да бидеме задоволни и со високата политика која што се води во оваа држава, ако е што е постојано на штета на коалиционите партнери. Да поставам прашање, прислушкувањето го изврши Гром? Пржинскиот договор, викавме ли ние дека е тоа голема пржинска измама? Го потпиша Пржинскиот договор. Бевме ли најголеми противници на СЈО? Си го донесува законот за СЈО. Сега, после тоа, олеле мајко е, работава со СЈО. Точно знаевме што ќе им се случи и видовте што им се случи СЈО со себе. Денеска имаат пресуда од тоа СЈО и денеска ќе губат имоти и воопшто не ликувам и не сум среќен што тоа им се случува. 27 април, извини, молим те, 27 април ние од Гром ги отворивме вратите на парламентот или ги отвори член на ВМРО ДПМН. Член на Гром искочи да пее химната и да го иритира оној албанецот, па и тој да пие химна во парламентот или некој од ВМРО ДПМН. Па цело време ги толерираме нивните промашувања. И ајде се во интерес да биде на коалицијата и така натаму и така натаму. Ама нека извини. Ај тоа што толерираме грешки во политиката. Ај нека ми каже некој што им помогнавме на оние од 27 април што се затворени кутри луѓе. Зашто слушаме пазари за некои други пулени? Што на тие луѓе од 27 април им помогнавме? И тој протест што го организиравме во Штип беше на мој предлог. Тие кутри луѓе лежат тамо, заведени токму од погрешните политики. Каков пример им даваме ние на граѓаните? Вака ли ќе ја водиме државата? Како што ја водиме во општина Карпош? Вака се? Некој мисли дека власиле и искочи и излажи ги. Ние спречивме бетонизација. Само тој збор го знаат да го кажат. Знаате ли нешто друго попаметно да кажат од бетонизација? Тој вака сега, како се вика,
фенси збор, бетонизација. Аеродром чив заштитен знак е? Мој? Општина Центар, кај што си даваат онамо, како се вика, она кај државна болница, улица Козара, кафе си предаваат комшиите едни со чив заштитен знак се. Дебар мало, чив заштитен знак е тоа? На Карпош? Господјата Даниела, слушам, Даниела му ги зела овластувањето на Александар Јанакиевски. Кој беше за урбанизам и во Центар и главен и овде во градот Скопје? Јанакиевски? Кој е поставен таму? Ако не збориме ние за мафија во урбанизмот, што го става другар му Дејан да контролира сите урбанистички планови во градот Скопје? Со кое право? И никаков респект и почит и према годините, никаков респект и почит према искуството, према познавањето на политиката, према трудот што го вложуваме, према лојалноста што е имало граѓанската опција за Македонија, кон коалиционите партнери, кон сите во... И тоа е јасно дека еден човек премногу се стави во филмот дека е веќе дојден на власт и дека веќе е премиер и дека може што сака да прави, може да се заканува, може да обструира, на сите тој сака да им покаже дека тој е главниот господар на животот и на смртта во државава. Бога ми, така нема да може. Јакимовски, повторно ќе се вратам на спорниот дуб кој што, да речам, денес ја прелеа чашата некако. Слушаме од едната страна дека од оваа страна која што допред неколку часови беше коалицијски партнер, дека се залага за екологија и за чист воздух. А во вака, Извини, се дробат камењата, знаете ли каква галама, каков звук се прави? Тие луѓе нити може да спијат, нити може да седат во двор, нити... Кога ќе дувне ветар, тоа е пуно со песок таму. Но тоа е таа првична иманентен ефект, првичен ефект тука на непосреден ефект. Она што е анализа на независни експерти, на меѓународни експерти, кои што тогаш градоначалникот Трајановски ги нарачат и анализи од каде потекнува загадувањето, едниот извор на зголемениот број на PM10 и PM2 почестички беше од цементарата на генерал Јанковиќ, а другата беше од оваа бетонјара од општина Карпош, од Злокуќани. И сега ако ние се залагаме за почист, за екологија, за чист воздух, тогаш мене ми е нејасно зошто би сакале да го блокираат овој предлог да се тргне таа бетонјара и на тоа место да се стават тревници, игралишта, дрвја, не знам што, да се урбанизира и да се хуманизира тој дел на Скопје. Преку урбанистичките планови, секои битни одлуки во општината Карпош, Христијан Мицковски се пресметува со мене. Се пресметува со својот коалиционен партнер. Тоа е целта на... Нема друго... Значи, на таков начин тој се пресметува со мене. Ке збориме ли малку за мешањето во партијата се? Ке збориме ли малку за обидите за преврат во граѓанската опција за Македонија? Јакимовски ова го зборува, знаете зашто? Затоа што се користи денешниот дуб се користи за манипулација, се користи за изместување на тезите, демек Јакимовски се налути затоа што не му дозволивме да бетонизира во Карпош. Ова што во Злокуќани. Ова што го слушаме сега е сосема спротивно. Вие кажувате дека таму сте сакале напротив бетонизацијата да ја трнете и да раззелените. Тоа го разбрав јас. Тоа не сакам јас, така вика генералниот план. Тој план е нарачен од Стефан Богоев. Луѓето го работиле. Ние само го подобривме планот, намаливме број на згради, вцртавме зеленило, детски игралишта, кошаркарство, фудбалско игралиште. Го оплеменивме целиот простор. Па можете да замислите што ќе значи за тој народ тамо да се изградат згради, да дојдат луѓе, да живеат, да има продавници, тоа највеќе да функционира, да има кафичи и така натаму. Па пусто острово ние Злокуќани. Во интерес на граѓаните на Злокуќани не е. Па сега дел од тие што денеска гласаа за тоа, го поништија планот урбанистички во ромската населба во Злокуќани. Па тие 100 години тие луѓе немале урбанистички план, не направиме, што ќари им направиме, што бетонизација имаме ние во ромската населба во Злокуќани. Па нели се греот тие луѓе да им ги поништиш урбанистичкиот план? Одале пространство, заработеле азиланти, биле едно друго, куќичка сака да направи, не може да направи, немаме план, не може да, мора диво да градат сите.
На таков начин ли ние ќе ги решаваме? Ние сме дојдени да ги решаваме нивните проблеми или да им создаваме проблеми? Јас имам целосно разбирање за се, за сите потреби, но не можам да разберам обструкција. Не можам да разберам работи кои што не може да се договориме. Разбрани луѓе можат за се да се договорат. Не е само овој план што е обструиран, и планот за млечен ресторан, каде што не се предвидуваат никакви градби, каде што 54 граѓани во моментот имаат поднесено барање за извод од урбанистички план, каде што барат да доградат и да надградат. Еден граѓанин ми вика 50.000 евра, 15 години ги собирав за да надградам за детето стан. Све ми поскапе сега 130.000 евра, тоа најмалку ќе ме чини. Кој зијан ми го направивте? 3,5 години чекам дозвола. Имам една господја која што нон-стоп се јава 160.000 евра инвестирале во заболекарска ординација, не можеме да направиме пренамена од стамбен во деловен простор. Треба да воведем, гласавме ли зонско паркирање? Па не можеме да воведеме зонско паркирање, немаме урбанистички план. Како ќе ги уцртаме улиците, како ќе направиме лаборат, како ќе направиме сообраќајна студија? Па тие урбанистички планови не се само за хоштаплерајот како тие што го сватиле. Таму решаваме проблеми на граѓани. Ајде да ги видам како ќе воведеме, нели се сликаа со директорот на градски паркинг, нели рекоа дека они ќе воведат паркирање. Ајде да го воведеме кога немаме урбанистички план. Како ќе направиме сообраќајна студија? Како ќе го бележиме улиците? Па тие планови требат за многу работи на граѓаните. Како ќе направиме инфраструктура? Како ќе направиме улица? Ако нема план, како можам да реконструирам улица? И впрочем, 39 планови се нарачани од времето на мојот претходник Стефан Богоев. Тоа е само еден континуитет во работа. И ние се ќе толерираме. Тој ќе се обструира, ние ќе му ги толерираме грешките што ги прави на целата коалиција, штетата што ни ја прави. И на овие избори пројдовме добро, затоа што противникот беше слаб. Со 280.000 гласови дојдовме до овие резултати, не дека сме биле нешто куж знае што. Споменавте недоволно поставување на собствени ставови, недоволно презентирање на собствена политика. Мислевте на Преспанскиот договор, на менувањето на уставното име, на, како се вика, на пописот. Што ги собираме стотици? На пописот, значи, зборуваме... Да бойкотираме, создаваме таква атмосфера и после кога одбиваа да се попишат, еве што ни се случи, 56%. Односно, одлагањето, барањето негово за одлагање на пописот, што ни донесе? Што сторивме ние кога одложивме пописот? Дали се потрудивме диаспората да се попише? Дали излеговме, дали направивме некои акции за поголемо попишување на граѓаните? Откако одлучивме да се одложи пописот, ние тој дел требаше да го искористиме за да граѓаните ги убедиме дека треба да се попишат, а не да не се попишува. Само Сега кој зијано кога трпи македонскиот народ? едно прашање. Постојано читам дел од овие коментари, сакав да ги одговориме овие коментари. Имаме коментар како за промена на името гласа Чедо Саздовски, Панчо Минов пратеници, двајца ваши пратеници. Но кој друг гласаше за промена на името вака, ако се сеќавате да не подсетите? Види, они секогаш нив ги боли Панчо Минов. Прво, Панчо Минов не гласаше за потребата од уставните промени. Да ги подсетам кој го изгласа потребите од уставните промени? 8 нивни пратеници. Ако не беа ние нивните 8, нека се десеше, нека се случеше ни Панчо Минов, тие цело време си ги забораваат. Панчо Минов е последица, не е причина. Причината се 8-те. 8-те мина кои што си гласаа за потреба од промена на промена на уставот за да се промени уставното име. Во втората фаза веќе гласаше Панчо Минов. Да, ви организиравте, како се вика, сенароден бојкот на референдумот.
имавте тогаш, нели, акција со Јасен став имаше. со прав... Ова прашање не заслужува одговор, треба се бойкотира и не треба да излеземе на... Кој беше ставот на ВМРО ДПМН? Ни седи, ни оди. Има таков став? Има една друга теза која што се шири од истиот центар, од центарот на вашиот бивш коалиционен партнер, а тоа е дека да не било ВМРО не би станале градоначалник по четврти пат, ако не се лажам. Точно е ова затоа што имаше ВМРО ДПМН собствен кандидат за градоначалник, затоа и прашувам дали ова ми нема логика. Ако ВМРО ДПМН е застанало позади вас, сега членството нормално, членството си бира преференца, членството е друга приказна надвор од раководството. Ако бев нивни кандидат, ке бев уште прв круг. Во вториот круг тие го гласа по малото зло. Според нив, по големото зло им беше Дучко Весовски, а по малото зло им беше Стевче Екимовски. И ако не било ВМРО, нема да сум станал кандидат градоначалник по четврти пат. Во ред ке ви беше Дучко Весовски. И што е тука проблемот? Тоа што вие сте гласале и сте ме поддржале, јас тоа го почитувам. И еве го се гледа во општина Карпош. Секретар, директори, луѓе вработени, ангажирани и така натаму, јас тоа си го почитувам. Кажете ми вие што испочитувавте од коалиционите договори? Телефон не им креваат нивните градоначалници на советниците од Гром. Толку се умислени више. Станаа големи градоначалници, не им креваат телефон. Па сега после ова ќе почнат да им креваат, јас сум сигурен. Имам уште едно прашање околу вашиот став, со оглед на тоа што се уште немаме став или став. Раковски беше дека го осудуваат насилството, но го разбираат затоа што имал тоа било акција, тоа било реакција на акцијата на власта со Њутнови закони. Јас сум правник, не физичар. Каква е вашиот став и што мислите дека требаше до сега да направи опозицијата? Да му се позлатат рацете на Ламбе. Кога ќе искочи од притвор, да му ги позлатиме рацете. Секоја власт треба да свати дека не може до безкрај да го иритира народот. Поготово не да дава сапорт на бугарските провокации. Ламбе е еден, ама да знаат дека милион ламбевци имаме во Македонија. И народот е заедно со Ламбе. Ако има ум власта, Ламбе Алабаковски треба да го ослободи, затоа што тоа многу лошо ќе се ефектуира врз актуелната владеачка гарнитура. Јас му посакувам, Ламбе е наш херој, Машки да издржи, како што Маски тоа го направил, Машки да го издржи, Ламбе треба да биде наш херој и му дава максимална подршка и што треба да направиме за тоа момче треба да направиме. Ало, на мој. Па тие добро си знаат. Ја денеска ми ја кажа, не сум ја гледал неговата изјава, ако имало да сум отишел во обвинителство и така натаму, а што очекувате дека друго може да каже? Деме, како иде во обвинителство, да идеме и така натаму. Добро си знаеш ти кого си, од кого што си барал и кого кај си пракел да оди. Нема проблем, ние ќе стоиме за тебе, ќе те пратиме. Добро си знаеш ти со кого си разговарал и што си разговарал и кого кај си пракал, кај да оди и што да бара и така натаму. И како што видов во таа изјавата ми посакува среќа, па ја не сум рудар, на рудар му се поздравува среќа, не влегувам во рудник па да ми посакува среќа. Што има да ми посакува среќа? Началник, мене она што ме интересира, еви граѓаните тоа го пишуваат, велат како сега најдат баш пред протестот. Што би се случило после тој протест? Ке паднеше владава на Како сега најдоа тој план да кажат ајде да се тргне план да не биде точка на дневен ред? Зошто ќутат? Не знаат. Како сега баш најдоа тоа да го направат? Како сега најдоа
да делат флаери, сопругата негова да ми дели флаери. Како сега најдоа да ме навредуваат, како сега најдоа тоа што е договорено да не го исполнат, како сега најдоа да се живуваат врз граѓанската опција на Македонија. А што мислат, толку јак им влијам негативно врз нивниот голем протест, на кој што он ќе ги каже големите мисли? Ама и што после тој протест? Ке паднеше. Па тој не го прави зашто треба протестот од притисок од членството, ти не знаеш што да прави. И јас ќе повторам. Јас немам ништо против членовите на ВМРО да ДПМН. Ние сме се борели заедно, таму имам многу пријатели. Јас не сум незадоволен од нив. Јас сум и мојата партија сме незадоволни од водењето на оваа коалиција и од односот на Христијан Мицкоски кон сите работи, кон менаџирањето на целиот процес, кон односот кон тие што луѓе црнчат по затворите, кон односот кон своите коалициони партнери, кон односот кон власта, кон односот кон битните државни работи во оваа држава што се. Граѓанот, мене не ми е јасно, еле сега читам цело време во коментарите ве напаѓаат во насока на тоа дека сте подклекнале под некаков притисок за да не одите во затвор. Не се сеќаваат ли луѓе, барем овие што пишуваат така, дека вие бевте единствен што идеше со цела да е знак. Вака, Кристијан нека каже во преговори со СДСМ за кого он оди да се пазари, за кои негови пријатели се пазареше. Што треба, кога мене омчата ова јажето околу врат ми бев вака подигнат на прсти, доле стојам, не сум се пазарил со никој, што има сега да се пазарам. Кога ме вика во парламент за да се пазариме за потреба од промена на уставот, не сум се пазарил, зошто има, а што друго ќе кажат они? Што треба да се пазарам? Стефче Јакимовски не се плаши ни од затвори, ни од ништо. Јас сум истиот и кога сум власт и кога сум опозиција. Јас бев истиот и кога ми доаѓа дома са бајле у 5:30 да ме будат и да ме апсат, и денеска сум потполно истиот. Со истата храброст, а тие се многу силни кога се на власт, а кога се опозиција се помали од махово зрно. Помало се од махово зрно. Сега малце се осети силен и затоа ќе се заканува. Денеска на момчето со гласа ќе му го скршеле носот. Со навреди, копилји, не знам што, како таму го викаат. Кој си ти да кршиш наредба на председателот? Пазете, наредба на председателот. Он функционира со наредби, како да е ова командант на армија. Само да разјасниме за гледачите, зборуваме за навреди, односно за закани кои што ги добил советник, ако добро разбрав. Советникот кој што не гласаше да се тргне планот, детето гледа дека ова е сулудо што се прави. И веднаш со закани. Браво, партискиот колега Копилј бил. Знаете како има една многу чудна ситуација и еви по кварталите кои што важат за проопозицијски ве славеа како херои тогаш кога ве апсеа, значи собираа политички поени на ваш грб дека се вршал политички прогон. Значи ви искористуваа максимално тогаш кога беше во нивна корист. Ама во овие изминати неколку месеци ве нема. Или ви има во негативна конотација. Ви има како сега точниот термин само да го видам. Урбан атентатор. Урбан атентатор. Да, урбан атентатор е еден од насловите кои беа актуелни овие дена. Ние ќе бидеме урбани атентатори без Владо Мисаиловски. Како може да бидеме урбани атентатори? А нивниот министер за транспорт и врски, како е тоа? Он е капо ди тути капо. Па, ако сака да збори за урбана мафија и така натаму, ќе си го прашат него, он најдобро ги знае тие работи. Нема, смешно е. Ама смешно е со истата риторика. Не, многу убаво прават што навредуваат, затоа што само ми кажуваат што ми мислеле и додека сме се поздравувале и додека го со осмех сме разговарале, само ми покажуваат што мислеле за мене. Ништо повеќе. Тоа покажува само нивната дволичност. Како што се дволични во односите со пријателите, така е дволичен во односите и со народот. Исто така дволично. Кажи како Заев све даел на Дуи, а ти вамо дај му све на Алијанса. Така он функционира.
точно ли е Јакимовски? На своите градоначалници им вика вака: нема да носите урбанистички планови, ќе носиме урбанистички планови откако ќе победиме на избори. Кој ќе победите на избори? Тој ги жртвува сите негови градоначалници. Зашто бе така да го лажеме народот? Урбанистичките планови се носат ради потребите на граѓаните. Кој како план ќе се стаса со изработка, тој треба да се го видат граѓаните во анкета, во една мирна и фина атмосфера, да се дадат своји забелешки, потоа тој план да се го видат комисии, стручни лица и така натаму, и да се стави на совет, да се гласа. Со плановите се решаваат проблеми на граѓани. Луѓе што треба да доградуваат, да надградуваат. Брат со брата се скарал, се делат. Некој да му даде согласност братот да може да гради во неговиот дел, во исти двор се. Ги поделуваме парцелите да може едниот да гради. Или комшијата кајва се, или вие кај него сте влегле со 3, со 5 квадрата, никако неќе да ви потпише да можете да доградите, да надградите. Тие проблеми исто така ги решаваме со урбанистичките планови. И многу други проблеми на граѓаните. Како тоа, која е таа дволичност, која е таа лага према граѓаните? Ќе правиме урбанистички планови откако ќе освоиме власта. Браво! Па така вика и овој СДС. У Карпош, не се кирете, после октомври само да победиме, ќе ги донесеме плановите. Јас, моите граѓани може да слушат од мене нешто што не им се допаѓа, ама лага никогаш. Нема никогаш лага. Она што ми е во опис и попис на работно место, тоа ќе го работиме. Плановите ги работат стручни лица, ви ги на увид, кажете си го своето мислење, ама тие плановите ги користат за битка со мене. Не име сега проблем СДСМ, проблем е Стевче. Добро. Зашто да бидеме тајни непријатели, можеме да станеме јавни? Зашто да се криеме зад овој портал, оној портал и така натаму се наведеме, јавно ќе си кажеме што имаме и ќе си скочиме на Мегдан. И затоа немаме намера да правиме коалиција, ќе си одиме на избори сами. Да, тоа беше следното прашање. Има дел од коментарите од истиот центар за комуникации кои што велат дека сега наводно сте намирисале дека Левица има голем рейтинг и ќе идете со Левица. Тоа можам да го сватам двосмислено. Едното е дека Левица ќе победи ако има избори утре и сака да се вклучи на Левица, и можам да го сватам како тоа дека Левица има поголем просперитет од ВМРО-ДПМНЕ, што и во двата случаи не е добро за ВМРО-ДПМНЕ, не звучи убаво. Имате ли намера вие да работите заедно со Левица, можеби? Јас од она што го знам, значи не само емисија, ни разговараме и после емисија и пред емисија, вие сте антипод на тоа што Левица го пропагира. Нели се они многу добри пријатели со Левица, нели се коалициони односи се, како одеднаш Левица ќе сака со мене, а не ќе... Значи и Левица ќе ги напушти. Така? Значи и Левица ќе ги напушти. Што ми на Левица имаат забелешка? Во коалиција со Левица не разбирам. Во коалиција со Левица. Во градот цели во коалиција. Опозициона во парламентот делуваат ли? По општините сели коалиција со Левица. Има и шпекулации дека наводно сте сакале да се приклучите кон некој иден проект за формирање на партија од страна на градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој што стана во изминативе неколку месеци, стана навистина вака популарен на така наречените проопозицијски медиуми. Имате таков план? Со целиот респект кон колегата Максим Димитриевски, меѓутоа јас сум подолго време во политиката. Мојата политичка партија веќе го положила тестот на времето од 2013 година па нааму, значи веќе 9 години, и немам намера да, обично, како се вика, помалата река се влива во поголемата, не поголемата во помалата се. Од каде се тие чисто шпекулации, инсинуации, вака, колку да се каже нешто. Нити сум се видел со Максим, нити сум разговарал, нити... Сега пред некој ден се видовме на некоја средба со градоначалници, додуше човекот беше на 20 на метра од мене, дури не се ни мамдавме, не се ни поздравивме. Едноставно, поодамна не сум се поздравил човекот, а камоли да разговарам со таква работа. Постојат и оние други шпекулации кои што велат дека Бранко Црвенковски ќе прави политички субјекти и би се приклучиле заедно со него како коалиција. Јас колку што имам сознание, Бранко мој другар на Христијан, не мој. Јас со Бранко сум расчистил, еве се и со Христијан расчистив, така да сега си дружбата може да им биде, имаат повеќе тема плюс за разговор.
Кога сме кај коалициите и вашето делување, како планирате да делувате сега во иднина? Политички зборам. Ќе си делуваме опозиционо, ќе си работиме во интерес на граѓаните, кој сака да се приклучи да подржи во ред, кој не. Што се однесува до локалните совети, таму кај што ќе сметаме дека проект треба да се подржи во интерес на граѓаните, ќе го поддржиме без никаков проблем. Таму кај што нема да поддржиме, тоа е тоа нашиот став и ќе си трасираме пат за свој независен пат и независен самостоен настап на овие парламентарни избори. Вашиот пратеник денес, Љупче Пренџов, во изјава за медиумите кажа дека тој во собранието нема да ја напушти коалицијата, ќе делува заедно со опозицијата во собранието. Па не ни очекував да даде друг коментар, искрен да видам. Има некоја посебна причина за тоа? Веројатно му е добро него во коалиција со ВМРО-ДПМН. На останатиот дел од партијата не му е добро. Сега кому е добро, нека седи, кому не му е добро. Си го каже своето мислење. Па градоначалник, мислам дека во однос на тоа вашите односи со ВМРО-ДПМН расчистите сите дилеми. Но на што останува како дилема за јавноста и за граѓаните е тоа што на граѓаните навистина им е потребна опозиција, особено во вакви услови кога гледаме дека власта прави грешки на секој чекор. Условите за живот се потешки, имаме огромни поскапувања, еве дизелот денеска има рекордна цена од над 100 денари. 200 ќе стане, не 100, 200. Кој ќе биде патот кој што граѓаните ќе го најдат во целава ситуација? Јас не се сомневам во вашето искуство дека политички ќе делувате и ќе делувате во нивен интерес. Ама што да прави народот? Народот бара навистина и протести, бара да се радикализира состојбата, бидејќи овие работи веќе не може да се трпат. Не може никој да трпи. Еден Ламбе Алабаковски му пукна филмот, дедо му бил убиен, преска објавивме. Бил убиен од бугарските фашисти, стрелан пред сите, убиен. И го направил тоа што го направил. И тоа се илјадници фамилии во Македонија кои што го имаат тоа искуство. Не можеме више. Зад Ламбе стојат милион македонци. Ламбе е нашиот херој и Ламбе треба ова машки да го издржи. А ние сите треба да стоиме зад него. И треба да му пружиме огромна поддршка што се однесува до протест, до поддршка на семејството и така натаму. Ламбе не сакаме да го дадеме. Сите сме Ламбе. Сите истото го мислиме. Само тој имаше храброст. Само тој имаше храброст и алал да му е. А добро, во однос на ова што не очекува, знаеме дека Светска банка преска излезе со соопштение, вели ќе биде навистина апокалиптично сценарио кај што ќе имаме и инфлација и стагнација економска, тоа во економски термин се вика стагфлација. Што да прави народот? Кој ќе искочи и ќе се бори за него? Кој ќе го представува? Кој ќе го понуди излезното решение? Повеќе пати кажав дека ние сега наместо да си подметнуваме, наместо да ги мериме силите, требаше сега да се здружиме, да направиме еден заеднички стабилизационен програм за одбрана од кризава. Мисли ли Мицковски дека нема што да слушне од мене? Не од мене како човек, од мене како искуство. Сум бил министер. Сум работел во председателство на младина на Југославија. Сум водел тековна и развојна економска политика и социјална политика. И бев министер за економија и министер за труд и социјална политика. Значи, многу одамна сум се спремал за оваа работа. Сум бил новинар у Радио Скопје. Значи, сите тие работи сум ги прател максимално. Ова е играчка што сега ни се случува. Ќе дојдат многу потешки денови. Ако ние идеме на варијанта да се симне мурто, да се качи курто, проблемите нема да ги решиме. Бетер ќе бидат. Ние мораме да одиме на варијанта да се направи подхитно стабилизационен програм. Како ќе одговориме на енергетската криза, како ќе одиме на кризата на порастот на намирниците, на порастот на трошоците на живот. Како ќе одговориме на прашањето ќе се отпуштаат работници,
ќе се намалува куповната моќ, ќе се намалува профитабилноста на фирмите, ќе се зголемува нивната задолженост, ќе интервенираме ли во банкарскиот сектор да не ги упропастиме фирмите? Без фирми што ќе ни останат само банки, фирми ќе немаме. Значи ни треба да имаме многу сериозна работа. Гледате ви луѓе што ни се случи. Абе пред 10 дена не призна црквата Србија, пред 3 дена забранивме прелет на министар кој што иде у Србија. Ај за Русија, која ферма Русија? Ама србите ни се комшии. Не може тоа да нема последици по нас. Мораме многу да ги размислуваме работите. Второ, не можеш да се однесуваш со понижување кон светска суперсила. Не можеш да понижуваш светска суперсила. Така се обидоа да ја понижат Германија 1919 година на Версајскиот договор, каде што Германија беше принудена да подпише се и зема 13% од нејзината територија, Алзас, Лорен и све тамо друго. И што им се случи 20 години подоцна? Хитлер парче ги направи. Хаос стана во Европа. Значи тие големи сили, силни држави не може да се понижуваат, мора да се респектираат. И мора да дојдеме до компромис. Недоаѓањето до компромис нормално ова сето води кон нова светска војна. Не случајно Дмитри Рогозин вели Сарматот не му треба дозвола за прелет. Што ни кажува тоа? Тоа е отворена закана. Но ние Кога сме кај заканите, Акимовски ме интересира какви, не ми одговорите претходно на прашањето, какви закани споменате во пресконференцијата дека сте трпале некакви закани. Какви закани сте претепувале ви? Тие што се сакаат 28 катница да градат, и трпат закани, стопанственици трпат закани исто така. Кога тој ќе дошол на власт, што ќе правил и така натаму. Вие бевте под закана? Јас со тие што сакаат да градат 28 катница. Ама нашле на кого ќе му се закануваат. Имам едно чувство како млад човек дека 30 години ни се повторува истото во Македонија, а тоа е кради колку што може да се искраде и после продавај ги националните интереси за да не завршиш во затвор. Дали ми е точно чувство и размислување или грешам? Па знаеш, за да ги продадеш на националните интереси, таков им требаш на тие што сака да ги купат националните интереси. Со јадицата не да за муцката фатен, него внатре за душникот фатен, тако им требаш. И нон-стоп се повторуваат. Го споменавте Бранко, сите велат имало криминал во негово време, криминална приватизација, еве. 20 години никој не одговараше. Никој не одговараше. Никој не одговараше. За таа приватизација нема одговорни. Ама Бранко Црвенковски за тоа рече, Преспанскиот договор ги решава проблемите со соседите. Ставот на коалицијата, имате ли ви информација каков беше ставот на коалицијата по однос на бугарското прашање? Зборувам сега позади она што е јавно презентирано. Имате така? Ние никогаш не сме разговарали за тоа прашање. Никогаш не сме разговарали за тоа прашање и од после локалните избори навака ние не сме имале коалициона средба. Да, тоа го кажа денес и Мицковски, дека практично некаде пред Нова година сте немате комуникација. Што беше, зошто престана вашата комуникација, како што вели тој околу Нова година нека? Па не знам, веројатно тој знае зашто му престанала комуникацијата, затоа што ги слушна работите што требаше да ги слушне. Може ли да откриете? Не можам да открием. Тоа е сепак е многу ниско тоа што правеа. И реално не е за во јавност. Неколку Повторно со тие нивни задкулисни игри и така натаму. Што ни на крај памет дека тоа може да го прави пријател, коалиционен партнер. Неколку пати и во неколку емисии ја споменувате фразата, терминот нови лица во политиката. Тоа се. Што од каде потекнува тој термин?
Они се новите лица во политиката на Македонија. Добро. И вие бевте не бевте ново лице, затоа не Ама се... кој го прашува дали сум ја ново или старо лице? Јас имам своја партија, си имам свој политички партија. Кој фактор е он да ми кажува дали сум ја ново лице? Он нека си ги чисти тамо кај него у партијата, тоа му е дозволено. Вие гледате го очисти еден Коце Трајновски, кој е синоним за работливост, за честност, за поштење, за ангажираност, за посветеност на работата, за благост, човек кој што ќе да оставиш на рана ќе зарасне. Го ликвидира и Коце Трајновски. Не е синоним за се ово што кажав. Беше вреден, беше работеше, беше благ со карактер, со никого не се караше. Никого, кого Коце Трајновски навреди. Па го гледавте ли онамо во Стајковци, тие го пцујат, го пуста он кутриот со чизмите, отишол да им помогне и така натаму, мирно, достоинствено го прими тоа. И еден таков благ по карактер човек и него го ликвидира. Новите лица. Еве ги новите лица. Новите лица од Делчево. Што знаеле како се купуваат ниви на поклон се добиваат, ај нека дојде кај мене у Подржикој, нека земе некоја нива на поклон, да видиме. Нека дојде, нека земе од некого на поклон, нека како избра Делчево не ми е јасно. Кога сме кај Подржикој, дел од коментарите се тоа дека сте купен од Вице и од Зоран Заев и дека одработувате сега за нив за да се струшува рейтингот на ВМРО ДПМН, дека сте од Подржикој, као тоа да е некоја навреда. Што би одговориле вака на... Подржикој е во Македонија или не е во Македонија? Добро, во Подржикој сум. А зашто би требал да бидам купен од Зоран и Вица Заев? Па не се продадов тогаш кога што требаш, сега ќе се купува. А ќе одговорат ли они зошто вака ја води опозиционата политика? Купена ли му е него опозиционата политика? Уценет ли е? Се фалеше ли пред парламентарните избори дека има еден куп снимки и така натаму и така натаму? Кај му се снимките? Кој се скри како глувче од дупка? Има уште еднаш градоначалник се провлекува истиот коментар и истото прашање кое што јас ете ви го поставив. Излезот од ситуацијава на народов мислам дека му е најважен. Што ќе ни се случи? Што не очекува? Навистина ова се за мене најтешките моменти кои што некогаш ги имала држава и нема да биде подобро. Види, можете ли вие како партија има една српска изрека, вика дошло е време да овај оде, али још не е дошло време кога да доđe. И имаме време до избори, добро народот треба да размисли. Ако не гласа одинат, ако гласа за, а не против, сигурно нема да погреши. Ако гласа против, и ја овој не го сакам и готов анимозитет, значи ако се гласа за програм, се ќе биде друго. Добро, овие сега не ми се јасни малце кои што ги поставуваат овие прашања, коментари, кои што ве навредуваат, кои што велат дека сте се продале на една или на друга страна, нели им е јасно дека времето ќе ги демантира? Не бе, нивниот лидер нека каже кај е продаден, зашто коалицијата цело време не држи под кумплук. Со кој капацитет работи коалицијата? Со кој? Ова е капацитет на опозиција? Хајде, ќе живееме со години за едно протестче сега на 18, нели? Кој е купен? А никој не вика до сега дека јас сум купен. Сите вика за него дека е купен. И дека не држи намерно така за да не дојдеме на власт. Не викале за мене, за него викале. Како се наеднаш ја купен? А зашто би требало да бидам купен? Зошто би требало да бидам купен? И што мене ми треба да ми купи некој? Па се споменуваат судските процеси против вас и колку што знам... Судски процеси за неговите другари, а нивните за неговите другари се пазари. Ја не се пазарам со никого, тој се пазари за неговите другари. И на преговори се пазари за другарите. На кои преговори? Кој има преговори, лидерски преговори. Нека си каже за кои луѓе се пазарил. За кои луѓе интервенираше по затвори таму, да имаат подобри услови.
А тие другите од 27 на друго не ги ферма. Какви услови имаат? Добро, бидејќи сте имале шанса да разговарате со него, се барали слобода за луѓето од 27 април? Не ги ни спомнува. Не ги ни спомнува. Јас дури сум му сугерирал да во интервјуа кога има еден, два еклатантни примери кај што негови партиски колеги се обвинети за работи за кои што навистина нема кривично дело и така натаму, да им даде барем морална подршка, да го искоментира, никогаш тоа не се случише. Никогаш тоа не се случи. А вие гледате колкав отклон направи од Никола Груевски. А не можеме Никола Груевски за све да е црн ѓавол. Па великим тој човек за тие 10 години направи нешто што е добро за Македонија. Како од црн ѓавол се огради само за да може да дојде на власт. И сега тука има нова теза, чекај. Вие се дистанцирате од него. Ние сме нови лица, кој ќе оплескате вие, еве веќе оплескавте во Делчево. Па нови лица ќе ни нудите. Срамота е да кажеш дека Груевски се што пипнал, ништо не чинило, ништо добро не направил за овој народ. Ова држава постои од 45-та навака, се скоро 70 години. Па дали некој му текна да направи легализација? Па дали кој на овој народ кој му возможи по 1 евро да си купи земјиште? Во мојата Вталиџе по 450 евра ги купија дворовите, по 300.000 евра сега ги продаваат. Тие исти дворови. Мала ли работа за овој народ тоа е? Кој покачуваше пензии по 24%? Колку фабрики се отворија за тоа време? Чиви се тие проекти сега и аутопутот за... Не може да го довршат аутопутот за Охрид. За Радовиш, за Демрикапија, за Крива Паланка и така натаму. Чиви се тие проекти? У чие време се работеа? 120 спортски игралишти, така натаму и така да не набројувам. Кој пракеше лекари на специализација во странство? Кој набави опрема за тие лекари? А добро се секам, имавме еден ангиограф само на кардиологија. Се имаме ангиограф и во градска болница, 2 на клинички центар, имаме во Штип, имаме во Охрид, имаме во Тетово, не знам дали има и во Битола. Се е тоа купено во тоа време. Се реновирали болници и така натаму. Ако било така лесно, зашто не се реновираа сега? Имало грешки? Имало грешки. Ама се да викаш кај човекот дека нече не е тоа во ред. Бага да му одговорам само сега на еден од овие кои што коментираат без да ги гледаат емисија, веројатно и коментираат само какви гласно да дадат што ги му чушти. Видели што се забават човекот дека се распочне доста да компанијата за да дава маркица. Маркицата е за бришење, за рушење на бетонјара, а не е за град. Маркицата е да се служи бетонјара што го заградува Скопје. Не е за град. Тоа е за рушење на бетонјара. И во таа маркица се цртани зелени подочини, игралишта, тениски игралишта, паркови И домување, исто има и домување. Не се за градот, туку се за рушење на бетонјара која што го заградува цело Скопје. Александар, зошто се расправаш? Само криминогени умови размислуваат дека некој за тоа, не знам, ке земал пари, без никаква причина да го обструираш планот, на што ве наведува нас? Ај сега, пошто тој е многу вака, како се вика, креативен во размислувањето, него на што му оди умот кога некој без причина бара да се тргне планот, односно гласа против планот да продолжи да се работи, односно да се стави во анкета и граѓаните на озлакуќени да го видат планот и да си го кажат своето мислење. Ајде, пошто има толку креативност голема, нека каже зошто, што мисли, зошто се против граѓаните да си го видат планот. Можеби за Не се носи, не е крајна фаза, само продолжуваме со планот да иде во анкета, 30 дена да биде изложен, да си го видат граѓаните, да си дадат забелешки, ако имат и така натаму, па после иде низ комисии, низ град Скопје, низ министерство, па дури после тоа доаѓа на гласање кај советниците. А сега само беше гласање за да можат граѓаните да го искористат своето демократско право да си го видат планот. Па, зашто не ја свртиме обратно? Дали некој барал пари за да тој план
биде поддржан, ама пошто не дал пари, не може да биде поддржан. Кога веќе сака да ги вадиме тие тези. Градоначалник, Инаку, зошто без причина планот би бил обструиран? споменавте многу интересна работа. Зошто ВМРО се дистанцира од Никола Груевски? Имајќи во предвид дека тој човек и во овој момент и таму каде што е, може да собере во неколку минути илјадници лајкови. Значи има уште поддршка и од членството и од граѓани кои што живееле на вистина подобро додека тој бил премиер. Зошто тоа ВМРО го прави? Околу Никола Груевски, искрено да кажам, може би тоа и... Ај нема да коментирам јас, но мислам дека не би требало да биде тема на вечерашната емисија. Но ако сакате да коментирате, слободно. Не е моја тема, но јас само кажам односот и кон Никола Груевски и кон сите членови што биле претходно. Меѓу другото и кон Никола Груевски, го спомнав и Коце Трајановски. Човекот највисок рейтинг имаше пред изборите, локални избори за кандидат за градоначалник на Скопје. Па ако се појавеше независен, па или ќе влезеше во втор круг, или ќе земеше голем број на гласови. И негова советничка листа ќе имаше советници. Секој беше фактор во градот. А не да се поигрува некој со него. Градоначалник има една многу чудна ситуација. Во неколку медиуми излезе истиот текст, можем да кажем copy-paste, дека во Карпош оваа година се градат најмногу згради, избројале негде околу 350, мислам дека, но забораваат дека по број на станови во Карпош тоа се 382 стана, а во аеродром имаме 792. Таму биле издадени 50 градински дозволи, а во Карпош колку биле издадени дозволи? 100. Да. Па кој работел повеќе? Тој со 50 или тој со 100? Ама таму има Кој поголем број. повеќе работел, кој повеќе седел на столицата, чии служби повеќе работеле? Вие знаете ли технологијата на едно одобрение за градба како е? Прво граѓанинот поднесува барање за извод од урбанистички план. Тој извод од урбанистички план некој треба да го сработи, да ги стави параметрите, да му се достави на тоа граѓанинот. Граѓанинот после врз основа на тоа треба да донесе идеен проект. Кој идеен проект ние го гледаме. Нашите стручни служби даваат забелешки и насоки како да се коригира за да може да се усогласи со законските прописи и со правилниците. Тоа се праќа по еднаш, по два пати, по три пати се враќа назад. Откако ќе заврши тоа, му се доставува дека треба да го достави основниот проект. Основниот проект во кој што има и архитектура, и статика, и електрика, и машинство, и паркирање, значи се за земнување и така натаму и така натаму. Откако тоа ќе му биде одобрено, значи тука може да има забелешки да се враќа назад, дури после тоа се праќа на пресметка на комунали, откако ќе се пресметат комунали, ние му даваме одобрение за градба, кое што во одобрението за градба точно треба да стои на која парцела, со која квадратура, кој број, име, презиме, ако се повеќе сопственици, сите со инвеститори, нека да има по 50 се стават. Точно една буква, една грешка место квадратен метар да ставиш метар кубен, готово, тој документ не важи. Мора во процедура по тоа да го исправиш. Па треба да поминат 15 дена за да одобрението стане правосилно, па чекаме евентуално да нема приговори од граѓани, комши и така натаму. Па ако има приговори да се решаваат, значи има многу работа околу издавање на една градежна дозвола. Не е тоа дојди градежна дозвола, трак, удри пешато, таа оди си. А добро. Па сега кој повеќе работел? Тој со 100 или тој со 50? Ако е целата, Ако мисла дека тоа е... Ако е целата документација, нели, целосна документацијата, вие можете да не дадете одобрение за градба? Ја злоупотребуваш службената функција. Не можеш да не дадеш ако е документацијата исправна. Добро, сега пак се споменува протестот на 18. Еве јас да ве прашам, дали Гром, дали било која друга од коалиционите партнери на ВМРО-ДПМН не беа повикани на состанок за договарање околу организацијата? Не знам. Не знам дали биле повикувани. Не бидејќи велат дека вие ќе наштетите на протестот. Ако некој очекувал, Милош, сега дека протестот ќе биде неуспешен или ќе има многу малку народ или ќе бидете бакалова, да, му доаѓа као кеца десетка да се оправда сега ради Стефчо ние не собравме народ. Тоа ќе го прифатам како таква теза да се направи алиби пред неуспешен протест, да. Затоа што се друго, мислам дека ние имаме 1 сат и 15 минути емисија у која што Јакимовски ги објаснува причините зошто ја напушта коалицијата.
Причините се мешање во работата на општина Карпош, уценување, закани и обструкции. Непочитување на минатиот труд на Гром во коалицијата, непочитување на минатиот труд на Јакимовски како политичар, непочитување на жртвата која што се дала кога било најтешко. Мислам дека тоа ги разјасниме причините. И сега ако некој сака да си најде алиби за протестот кој што очекува да му биде дебакл, тогаш окей, јас би приведил таа теза. Ако му бил толку битен протестот, што не си водел сметка како се однесува пред протестот? Што не си водел сметка дека се однесува како слон у стакларски дуќан? Што не си водел сметка како се однесува? Јас треба да му го бирам уште и терминот кога? Денеска беше седница на Совет, денеска беше изживувањето, денеска беше шлагот на тортичето, на тоа јаготката од озгора ја ставија денеска. И после уште озгора, они се спротиставиле на урбаната мафија. Имате од оној фолклор се уште овдеко коментари, кој што вели Стефче има не знам колку станови, колку згради, уште колку станови. Не, само да ве прашам. Бевте притворени за тоа, имавте судски процес за тоа, колку станови утврди судот дека поседувате? Истраги имаше, ни пари, ни станови, ни бутури, ни ѓавол, ни врагови. Денеска им кажав, знаеме што ќе кажувате, што ќе пишувате, дека сум од Подржикон, дека сум селјак, дека имам 85 стана. Добро, тоа го знаеме и сите го знаат. Еве и јас си го кажувам тоа, сега идете понатака, измислете нови навреди. Бидете малку покреативни. Можно... Ама ќе биде најдобро да се спротиставиме на аргументите. Да разговараме со аргументи. Да разговараме за државната политика. Да разговараме за тоа каде ја водевте опозицијата. Каде ја водите сега опозицијата. Да разговараме за грешките ваши што ги правевте во коалицијата. И што цело време ви ги трпевме. Ај тоа што трпевме, па сега почнавте и на глава да ни се качувате. Така не може. За вакви, за африканци, како што си ги правите, ќе мора да си побарате некој помлад од мене. Јас сум премногу возрастен, со премногу искуство, премногу знаење и премногу сила за да се спротиставам на такви како што сакат да се представат. И тоа нема да го дозволам. Ако има кој да им го дозволи, нека им прави. Јас слушам истото се однесува и со неговите градоначалници. Ако тие мора да трпат, зошто би морал јас да го трпам? Па јас ни Бранко не го трпев. Го трпев додека беше за трпање. Штом не може да се трпи, готово. Можно ли е формирање на нов опозицијски блок? Тоа гледам, дел од граѓаните го констатираат дека натаму се движи работата, дел велат дека треба да се случи такво нешто. Па мене би било драго кога на пример би направиле некој опозицијски фронт. Би било драго сите оние сили кои сакаат да се сплотиме, и граѓанска и да речеме центар, десно центар партии кои што се патриотски за националните чувства, малку потрезвена политика да водиме, зашто да не би било добро да се направи една таква сила. Мислам дека јас во општина Карпош дадов пример, коректен пример на себе. Оние што ме пријавувале во полиција, оние што поднесувале кривични пријави и така натаму покажав дека никому не се реванширам. Секому ќе му плати Господ. Ајде да фатиме да работиме. Ќе си ги свати секој своите грешки. Да престанеме да се уништуваме, да престанеме да се пресметуваме едни со други. Дај да видиме што можеме да направиме за народецот. За жал, им даваме лош пример уште не дојдени на власт како ќе водиме државата. Тоа е она поразително што е за граѓаните. И јас претпоставам дека многу граѓани се разочарани од ова. И јас сум разочаран. Јас премногу вложив во оваа коалиција. 9 години вложив во оваа коалиција. Колку членови си заминаа од Гром, затоа што ни беше на 3 пати имавме понуда да влеземе во влада. 5,5 години ќе бевме во власт ние. И не жалиме за тоа. Зашто се случија работи за кои што цел живот ќе носевме белеги. Сметам дека сме донеле исправна одлука.
И сега ќе смиделе со СДС, Вице Заев или смешни работи. По 3 наврати ви беше понудено да станете дел од Во 3 наврати беше понудено да станеме дел од владината коалиција. Меѓу другото, и формирање на последната влада во 2020 година. Ако сме биле заинтересирани, што ми требал Кристијан да ми... Која е најголемата грешка на опозицијата во изминативе години? Која беше како вас, еве сега кога веќе ги отворивте картите, зборите отворено и за се што се случува, која беше најголемата грешка? Мислам дека најголемата грешка беше што машки не се застана контра, односно за бојкот на референдумот. Тоа беше најголемата грешка. Машки требаше да се бојкотира референдумот. Без разлика на било какви притисоци. Тогаш народот почна да се сомнева дали сме во соработка со власта, не сме во соработка со власта и така натаму. И тоа цело време не прати. Благодарение на неодлучните политики. Ако имале цврсти јасни ставови како моите, секи било друго. Зашто добивам подршка од граѓаните? Граѓаните во Карпош секогаш знаат на што се. Секогаш со мене се на чисто. Или бива, или не бива. Ако е за компромис, ќе направиме компромис. Ако не може да се прави компромис, не може да се прави компромис. Како успеа опозицијата да ги изгуби изборите 2020 година? Рековте дека опозицијата се фалела со голем број на материјали кои што се инкриминирачки за власта. Зошто тие не ги слуштавме? Па и тогаш беше не одиме на избори, бойкотираме на избори, за да на крај отидеме на избори. Истото беше ли? Ќе бойкотираме, па на крај си отидовме на избори. Сето тоа ви ја зима силата. Ај, пробајте ви да трчате негде, стартуете, таман да тргнете, вратете се. Па на крај кој ќе дојде вистинскиот старт, вие ќе го изгубите зливот. Каква е вашата проценка? Мислите дека ќе има предвремени парламентарни избори? Мислите дека има таква опција? Мислам дека нема да има. Дека нема да има? Да. Од што го влечете тоа мислење? Зашто Не мислите? може некому кеф да имаме предвремени парламентарни избори, ќе губиш избори и пак сакаш предвремени избори. Луѓето си имаат мнозинство и ќе се тераат. Освен ако не се растори владиното мнозинство, тоа е друга ситуација. Ама си имаат мнозинство и ќе се тераат. А што во останом ние нешто квалитетно понудивме, па да народот да го дигнеме за да има предвремени избори, за да види како се викаше емисијата Болji живот. Ние им даваме вакви примери, со пресметки внатре меѓу себе и со обструкции. Ако имаме што да дадеме, јас тука би предложил да ја затвориме оваа емисија, да оставиме нешто и за следната. Да оставиме да видиме како се развиваат работите. Мислам дека ова беше еден одлучен потек. Пред се потек кој што презентира став и одлучност. Дали тоа ќе биде исправен потек или не, тоа ќе го покаже времето. Милош, има што да додадеш? Александар, секое зло е за добро, не знаеш кои рајски порти ќе ти се отворат. Не може да биде единствен прозорец кон светот Христијан Мицковски. Ако за членовите на ВМРО, ДПМН и за другите коалициони партии се, за мене он не е единствениот прозорец кон светот. Кому е, нека тера. Кому мене не ми е. Па не, кога веќе ги споменавте другите коалициони партнери, има ли некој најави дека некој друг може да го направи ова што? Ја не знам тоа, нити пак со некого сум разговарал. Ова е наша аутономна одлука и не знам за таква работа. Александар, јас ќе им се заблагодарам само на гледачите за вниманието. Имавте уште еднаш, како и секојаш, шанса да слушнете ексклузивни информации без цензура. Беа одговорени сите коментари, беа одговорени дури и оние кои што беа недолични. Без разлика, тоа е нашето лого, нема да цензурираме никого. Ако некој има поинаков став,
може слободно да седне на местото каде што седи господинот Јакимовски и да образложи. Ке го надополнам Милош, секогаш сме отворени, ако некој мисли дека или сака да презентира дека не сме. Почитувани гледачи, ви благодарам што вечер не следевте во исклучително голем број. Продолжите да читате Инфомакс, добивате ги информациите без цензура и секогаш први, некогаш тие информации нема да ви се допаднат, но тоа е реалноста. Петок тешки моменти со Палчо, недела со Јанко, понеделник со градоначалничката на град Скопје, Даниела Арсовска во емисијата Наше Скопје. Останете со здравје, штедете пари, имаме економска криза и се гледаме. Ја прошам. Текстот на предлогот на Адев порад Пративме да чува.